Посветените ќе останат, неработниците ќе си заминат. Почна процесот на реконструкција на владата. Денеска и утре има интензивни разговори со коалиционите партнери, политичките партии, знами вреди. Од владата брифираат дека со оглед на тоа што разговорите се во рана фаза и станува збор за чувствителен процес кој бара сериозен пристап, во овој момент не навлегуваат во дополнителни детали. Информираат дека кога ќе бидат постигнати конкретни договори и дефинирани кадровски решенија, јавноста ќе биде навремено и целосно информирана. Премиерот Мицкоски на одбележувањето на 36 годишнината на ВМРО ДПМН во Струмица посочи дека внимателно ги следи состојбите во институциите и дека не е задоволен од тоа што дел од функционерите се оддалечуваат од принципите врз кои е формирана владата. Напомена дека веќе добил забелешки за недоволна достапност на дел од министрите и директорите, како и за тоа дека тие се оддалечиле од секојдневните проблеми и потреби на граѓаните. Тој јасно порача дека владата е избрана токму да му служи на народот, а не да ужива во привилегиите. Очигледно има и такви кои фотелјата им стана помила од контактот со народот. Добивам поплаки дека дел од министрите, директорите се недостапни за народот. А има и такви на кои приватните патувања им станаа помили од посетата на селата и градовите. Кога зборуваше за најавената реконструкција, премиерот Мицкоски нагласи дека нема да толерира несовесност, неодговорност и остапување од принципите врз кои се темели работата на владата. Исто така кажа дека нема оправдувања за неисполнети обврски и дека секој што не може да одговори на предизвиците, треба честно да го преиспита своето место во тимот. Најави дека промените ќе значат дека ќе се искористи максимумот од секој поединец. Лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски ќе има средба со премиерот утре. Јавниот став на партијата е дека тие се задоволни од работата на нивните министри. Кадровските смени во владата доаѓаат по веќе прифатената оставка на вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај, а неофицијално се зборува и за можна рокада на ресори меѓу коалицијските партнери. Неизвестност постои околу позицијата на министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани, кој се разиде со раководството на Вреди и ја напушти коалицијата.